Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија за овој неделен ден. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините. На веб страницата на Државната изборна комисија до вторник ќе бидат објавени имињата на 39.520 спорни гласачи во избирачкиот список. Лицата кои нема да се пријават во ДИК ќе бидат избришени од гласачкиот список. Рекордни приноси ОРИС во октомври годинава се очекуваат од проектот за органско производство на ОРИС со систем за наводнување капка во Кочанско. Проектот е финансиран од швајцарската влада. Бомбаш самоубиец утринава се разнесе во Багдад, загинаа најмалку 12 лица. Ден на жалост во Авганистан по вчерашниот самоубиствен бомбашки напад во кој загинаа 80 лица. ДИК најдоцна до вторник ќе ги објави имињата и презимињата на над 39.000 спорни гласачи, кај кои при административната проверка се добиени различни податоци, а при теренската проверка не биле пронајдени дома. ДИК ќе подготви упатство и формулар за пријавување, пошто ќе објави јавен повик на својата страница, како и на страниците на дипломатско-конзуларните представништва, за да може да прочитаат и оние македонски државјани кои живеат во странство. Рокот за пријавување е 25 дена од објавувањето на списокот. Овие нови задолженија ДИК ги презеде по договорот на 4 политички партии и со измените во изборниот законник, кои дозволуваат ДИК да може избирачкиот список да ги избрише 39.502 спорни гласачи, доколку не се пријават во предвидениот рок. Со наредните содржини се навраќаме на настаните кои одбележаа неделата зад нас. Амбасадорката на Швајцарската конфедерација направи увид во реализацијата на проектот за органско производство на ОРИС со употреба на системот капка по капка. Проектот е финансиран од швајцарската влада, која финансира и други крупни проекти во источниот регион. Амбасадорката на Швајцарската конфедерација денес престојуваше во Кочани. Имаше средба со градоначалникот на Кочани со кој разговараше за актуелните проекти во оваа општина, кои се поддржани од швајцарската влада, како што е програмата за зачувување на природата во Брегалничкиот слив. Денешната посета на швајцарската амбасадорка во Кочани беше првенствено за експерименталниот проект за органско производство на ОРИС со системот капка по капка кој е финансиран од швајцарската влада. Денеска, пред да дојдеме тука, посетивме еден земјоделец кој што произведува ориз, но на еден доста иновативен начин. Денеска дознав дека производството на ориз во овој регион е од огромно значење и затоа сум многу задоволна што се обидуваме да помогнеме да се произведе оризот на еден по-еколошки начин или начин кој што ќе биде попријатен за природата, но и за самиот квалитет на ориз. Тоа значи дека овој пат се обидуваме на едно експериментално поле да се произведе ориз, но со примена на наводнување капка по капка. А тоа значи дека ќе се користи многу помалку вода, многу помалку пестициди, а квалитетот на оризот треба да наликува повеќе на органски квалитет. А од друга страна тоа ќе значи повисока цена на производот. Каде на крајот на октомври оваа година, кога ќе треба да се случи жетвата, ќе знаеме дали овој експеримент бил успешен или не. Градоначалникот на Кочани ја истакна досегашната успешна соработка на општината со Швајцарската конфедерација, која финансира крупни проекти, како што е, например, изградбата на пречистителна станица за отпадни води. Разговаравме за повеќе теми. Едно е иновативноста во делот на производството на ОРИС кои што го финансираат, кои што го помагаат. Понатаму разговаравме за постојниот проект за пречистителна станица која што се гради во општината Кочани. Разговаравме за проектите кои што се од заштитата на животната средина во градот и на Пониква и разговаравме за поддршката која што имаме во делот на форумските заедници. Во рамките на посетата на Кочани, швајцарската амбасадорка го посети и туристичкиот локалитет Водопади кај Браната градче.
Општина Виница цели 6 месеци е без нотар, откако претходниот замина во пензија. На новиот оглас од јануари годинава се јавиле 6 кандидати, но министерот за правда цели 6 месеци не именува ниту еден. Се кочи работата на сите институции во општината, а најмногу на граѓаните. Општина Виница повеќе од 6 месеци нема нотар, функција за која се тркаат 4 кандидати од Виница и 2 од соседството. Огласот е распишан од јануари, а до денес министерот за правда нема назначено ниту еден. Нотарските услуги ја кочат работата на сите институции. Трпи општината, трпат адвокатите, трпи бизнис секторот, а најмногу граѓаните. Можеме да заклучиме дека постапки кои се однесуваат од имотно-правен карактер за недвижен имот во општина Виница не може да има крајна реализација и граѓаните да го извршат преносот и упис во катастерот на недвижности. Дополнителен проблем во овој период е тоа што судовите не работат и штрекуваат повеќе од 50 дена, односно околу 2 месеци, така што ниту работата кај нотарите се одвива, ниту работата во судовите, па самата адвокатура нема предметна работа и трпи штетни последици, како и сите граѓани на општина Виница кои не можат да си го остварат своето право и да извршат пренос на правото на собственост и упис во катастерот на недвижности. Меѓу стопанствениците, најзасегнати се инвеститорите во новиот стамбен комплекс кој е пред вселување, а не можат да ги реализираат купопродажните договори. Револтот од ден во ден расте, бидејќи и сезоната на враќите на нашите селеници, кои деновите за одмор ги користат и за средување на имотно-правните работи. Сите обиди на бизнис елитата со ингеренции и дописи преку Стопанската комора до актуелниот министер за правда завршиле безуспешно. Никој нема слух за 20.000 жители на општина Виница. Последиците секојдневно ги трпат и адвокатите кои ги има 10 во Виница, а меѓу нив и релативно нови кои се затекнаа во оваа мат позиција на штрајк на судот и немање нотар. Ова е период кога луѓето кои се на привремена работа во странство доаѓаат во своето родно место, сакаат да си ги завршат своите работи, особено од имотно-правен карактер, а немањето нотар представува голема кочница и сите не можат да си ги реализираат, да си ги решат своите проблеми од правен аспект, односно од правен карактер. Инаку, предходниот нотар во Виница замина во пензија во февруари годинава и на таа функција беше од 96 година. Додека соседните општини, како Берово, Кочани, имаат и по 2 или 3 нотари, овде министерот и покрај сериозната конкуренција од 6 кандидати, цели 6 месеци не може да избере ниту еден. Активностите пред рестартирање на рудниците Злетово и Тораница течат според планираното темпо. Новиот концесионер Бугарски Минстрој планира прво со ископ да се започне во рудникот Злетово. Рударите и граѓаните на Пробиштип тагуваат по синдикалниот лидер на рудникот Злетово, кој почина пред неколку дена. Почина председателот на синдикатот на рудниците Злетово и Тораница, Тодос Гацовски, на 57 годишна возраст. Гацовски долго време неуморно се бореше последниве години овие рудници да го добијат вистинскиот собственик и конечно рударите да имаат сигурна екзистенција. Последно гостување на Тодос Гацовски на 26.5.2016 година е во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија, каде поопширно ги изнесе сите идеи, планови и гледања за судбината на овие рудници. Градот потиштен, граѓаните исто, што го загубиле својот сограѓанин. 59-та е нешто. Тоа да ви кажам, све е кажано. Народот оставија на улица, нервират се. Сега можам да го рестартират, ама чисто сумњам. Бугарино можам да го рестартира. Па обавеза се зеките. Обавеза се зеките. Нема ништо од ова излезенција, дека не може никако да се обстане, а не да се кажува ово. Инаку засега постапката за рестартирање на рудникот се одвива континуирано. Моите информации од страна на компанијата Булмак или Минстрој, кои што се собственици веќе на рудниците, се дека секојдневно се зголемува бројот на вработени. Во моментот се работи како главен интензитет е дадено на подготовка за експлоатација. Паралелно со тоа тече постапката за добивање
на дозвола за експлоатација на минерални суровини од страна на Министерство за економија и веднаш по добивањето на оваа согласност, односно на оваа дозвола, ќе почне и официјално стартот на експлоатација, односно и официјалниот старт на производство во рудникот Злетово, во рудникот Тораница тоа ќе биде со малку пролонгирање. Во моментов во рудникот Злетово се ангажирани повеќе од 110 работници кои работат на сервисирање на опремата, донесување на нова и подготовка на производствениот погон на флотација за преработка на руда. Меѓутоа и во Добрево веќе се почнува со план за подготовка на јамските простори и веднаш по добивање на дозволата за експлоатација ќе се зголеми и интензитетот на вработување на рудари и ќе се отпочне со официјално производство на руда. Бугарската фирма Минстрој, новиот концесионер на рудниците Злетово во Пробиштип и Тораница во Крива Паланка, стана собственик на имотот на двата рудника. Со исплата на 3 заостанати плати, први ќе бидат исплатени околу 1000 рудари од Злетово и Тораница. Инаку овие два рудника беа доведени до незавидна состојба, откако претходниот концесионер Индоминерали и Метали прогласи стечај. Продолжуваме на тема вработување. Граѓаните да ги искористат отворените мерки на Агенцијата за вработување повикуваат од Агенцијата за вработување во Берово, каде владините мерки за намалување на невработеноста даваат одлични резултати. Покрај новата мерка Македонија вработува 2, Агенцијата за вработување на Република Македонија има отворено повеќе мерки по оперативниот план од 2016 година. За таа цел раководителката од Центарот за вработување во Берово ги повикува сите заинтересирани работодавачи и невработени лица да аплицираат по отворените огласи и да ги искористат поволностите што ги нуди владата на Република Македонија преку активните мерки на Агенцијата за вработување. Сите работодавачи кои се заинтересирани да аплицираат по некоја од активните мерки од оперативниот план за 2016 година да дојдат во Центарот за вработување во Берово или дисперзираната канцеларија во Пехчево и да си внесат апликации или да се информираат подетално за сите услови кои што треба да ги задоволуваат. Во моментот и отворени огласи за време и за периодот од целата 2016 година се обука за напредни вештини. Тој оглас е отворен во периодот за цела 2016 година, потоа практиканството 1 и практиканството 2, обука за основни вештини за странски јазици и компјутери, потоа е отворена мерката сертификација за напредни IT вештини, која што сертификација е вградена во Законот за административна селекција на јавни службеници и со сертификацијата лицата се здобиваат со меѓународен признат сертификат. Потоа во тек е огласот за условен паричен надоместок, тоа е субвенционирано вработување на лица кои што се наоѓаат во социјален ризик. Во тек е и финансиска поддршка на мобилност на работната сила, самовработување на инвалидни лица со неповратни средства, обука кај познат работодавач, обука за глуви и слепи лица, финансиска поддршка за отворање на детски градинки, финансиска поддршка за отварање на старски домови и битно е многу да кажеме дека во тек е и продолжува јавниот оглас за самовработување со неповратни средства се до исполнување на потребниот број на одобрени вработувања. Инаку, благодарение на активните мерки за вработување, од 2006 година до 2016 година за 50% се намалил бројот на невработени лица во Берово. Во 2006 година имало 4034 невработени евидентирани во Агенцијата за вработување, а во 2016 година оваа бројка се намалила и изнесува 2012 лица, од кои 1300 се активни баратели на работа. Општина Штепа објави јавен оглас за отуѓување на градежно земјиште. Станува збор за продажба на 55 локации, од кои 32 се наменети за индивидуално домување. Огласот трае до 25 август, а јавното надавање ќе се изврши на 29 август.
Денес во дневниот печат во весниците Нова Македонија и Вечер објавен оглас од отуѓување на градежно земјиште на општина Штип. Станува збор за продажба на 55 локации, од кои што 32 се наменети за куќи, односно за индивидуално домување. Истите се наоѓаат во населбата Дузлак. Рокот за пријавување за овој конкурс од страна на заинтересираните клиенти е до 25 август 2016 година, додека јавното надавање ќе се спроведе на 29 август во периодот од 8 до 21 часот и 30 минути, значи за секоја локација поединечно во 15 минутни слотови. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани, се разбира и стопански субјекти кои што сакаат да конкурираат, да го разгледаат огласот. Истиот може да се види не само во дневниот печат, туку и на веб страницата на општина Штип и на социјалните мрежи, да се симне и да се разгледаат сите услови кои што се потребни да се исполнат за да се биде дел од овој конкурс за отуѓување на градежно земјиште. Сточарите во Шчеполието се соочуваат со тешкоти. Пасишта за добитокот има се помалку. Млекото се откупува поевтино од минералната вода, а згоре на тоа се појави и јазлеста кожа. Поради ова, многумина од нив се во дилема дали да продолжат со фармирството или да го продадат добитокот. Сточарите во Овчеполието се на мак. Пасиште и паша има се помалку, млекото се откупува по цени поевтини од минералната вода. Особено загрижувачка е состојбата со пасиштата во Овчеполието, каде што дождовите не паднале повеќе од 1 месец. Имаше паша, сега почна да горе, дожд не е паднало ја од 2 месеца, 3, горе травата и нема лоша работа. Па нема дожд, не заврна дожд. Сека да врне тука за Боколи мајка, да нема. Тоа е, те тука вратоле меѓу како дома, да не серат дома само. Моморуските не видеа, дошли не заврна и идам жнеам од ни и вечно време турам у јаслите. Одгледувачите на добиток се жалат дека иако плаќаат за пашарина и водарина, немаат ниту паша, ниту пак водопоила. Пашарина ние плаќаме, а пасеме у своите ниви си пасеме. Ние паша неаме. Па неаме паша, ние не треба ни паша да плаќаме. Од друга страна, собствениците на стада пролетва лошо минаа со јагнињата, а добиточната храна е скапа. Со јагниња загуба, со млеко загуба, со се се загуба. Јагнињата по 130 динари ги зема. 9-10 тражат. А 1 литро млеко е 15 динара. Тоа е скапо. Скапо е. Не се исплаќа, ама што да правиме овие години, дека да одеме? Дополнителен проблем во сточарството е појавата на јаздеста кожа кај крупниот добиток. Се уништуваат заболените грла, а сточарите се во дилема што да прават со добитокот, кога од сите страни се сардисани. Рекордни 506 сообраќајни прекршоци за минатите 2 седмици евидентира секторот за внатрешни работи Штип. Најголемиот дел, 304, се возење со брзина поголема од пропишаната, но освен брзото возење, голем е бројот и на возачи без возачка дозвола. За брзина, од кои во изминатиот викенд од направена такска контрола имаме констатирано 60 прекршока за непочитување на брзина. Исто така за првата половина од месец јули имаме констатирано 99 прекршока за соупотреба на алкохол за време на управување на моторно возило, додека за изминатиот викенд кога ја правевме акцијската контрола имаме констатирано 20 прекршока, исто така и управувањето на моторно возило пред стекнување на право на управување на моторно возило, односно без возачка дозвола, имаме констатирано во првата половина на месец јули 129 прекршока, од кои во изминатиот викенд се констатирани 12 прекршока. Затоа повторно апелираме до сите граѓани да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, бидејќи со непочитувањето се догодуваат сообраќајни незгоди во кои поред материјалната штета имаме и жртви или телесни повредени. Така во првата половина на месец јули се има догодено 36 сообраќајни незгоди, од кои со телесна повреда се 16 телесно повредени лица, додека тешко телесно повредени се 3 лица. Рускиот претседател Владимир Путин му упати порака на својот афганистански колега Ашраф Гани, во која изрази подготвеност за активна заедничка борба против сите форми на тероризам после експлозиите во Кабул, во кои вчера загинаа најмалку 80 лица, пренесоа руските медиуми цитирајќи го Кремљ. Шефот на руската држава острого осуди ова цинично злосторство што беше изведено против мирни граѓани и ја повтори подготвеноста за најактивна соработка со властите и народот на Авганистан во борбата против сите видови тероризам, соопшти Кремљ.
Афганистанскиот председател Ашраф Гани претходно денешниот ден го прогласи за ден на жалост во земјата заради нападот во Кабул со бомбаши самоубијци, изведен врз поголема група демонстранти припадници на малцинската заедница Хазари, во кој настрадаа најмалку 80 лица и ранети се уште 231 лице, забележа американските медиуми. Исламската држава преку својата агенција Амак ја презеде одговорноста за нападот. Иран го осуди вчерашниот напад во Кабул, во кој загина 80 учесници на мирниот протест на шиитското хазарско малцинство и повика на единство меѓу шиитите и сунитите, пренесоа француските медиуми. Терористичкиот напад во Авганистан е нов варварски акт на Даеш, арапскиот назив за исламска држава. Шиитите и сунитите треба да се обединат за да ги победат екстремистите, на Твитер напише иранскиот министер за надворешни работи Мухамед Джевад Зариф. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Бахран Гасими од своја страна изјави дека близ соработка на сите земји невозможно е да се искорена тероризмот и екстремизмот. Бомбаш самоубиец сутринава се разнесе на безбедносен пункт на северниот дел од Багдад, при што погинаа најмалку 12 лица, јавија ирачки официјални представници. Меѓу погинатите има најмалку 8 на цивили, додека останатите жртви се полицајци, а во нападот исто така се повредени 32 лица. Напаѓачот кој до местото на експлозијата дошол пешки, го детонирал експлозивот на едно од најфреквентните влезни точки во багдадската населба Академија, во која мнозинството жители се шиити. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот, што има карактеристики на досегашните напади на исламска држава. Оваа екстремистичка група која контролира големо подрачје на северот и западот од Ирак вообичаено изведува напади во мнозински шиитски делови на Багдад. Интернационалниот олимписки комитет подготвува ригорозна казна за руските спортисти кои очигледно нема да бидат дел од претстојната олимпијада во Рио. Откако атлетичарите веќе добијат црвен картон и со сигурност нема да бидат дел од олимписките игри, Олимпискиот комитет наскоро ќе објави одлуката за дисквалификација на вкупно 387 спортисти колку што треба да ја сочинуваат руската делегација во Рио. Причина за ваквата одлука која предизвика многу реакција е тврдењето дека Русија спроведува организирана допинг стратегија, потпомогната од државата, и токму затоа спортистите нема да имаат право да настапат во Рио, а веројатно и на следната зимска олимпијада која ќе се одржи по 2 години во Јужна Кореја. Исклучок може да направат руски спортисти кои се подготвуваат надвор од својата земја и ги почитуваат правилата на Светската антидопинг агенција, кои во Рио ќе настапат под неутрално знаме. Новиот менаџер на Манчестер Юнајтед и Жозе Мориньо пред почетокот на новата сезона изјави дека нема што да крие. Титулата во Премиер лигата е примарна цел. Го сака шампионското место. Юнајтед последен пат беше шампион на Англија 2012 година. Со доведувањето на Мориньо сака да ја врати старата слава на овој голем англиски клуб, кој изминатите 4 години има сериозни резултатски проблеми по заменувањето на Фергусон. Немам ултиматум од директорот, пораката која ја добив одработи го договорот, унапреди го тимот и врати не на местото кое ни припаѓа. Мојот одговор беше дека сакам да ја освојам Премиер лигата веднаш уште во првата сезона. Сакам да бидам шампион. Некои сметаа дека целта е да бидеме во топ 4, тоа не е приоритет. Нашата желба е да бидеме шампиони. Ако математички сватиме во текот на сезоната дека тоа е невозможно, тогаш ќе се задоволиме со пласман меѓу 4 најдобри, изјави Мориньо. Ова беше се за дневникот во 20 часот. Довидување до 23.